Еве презентацијата. Здраво, дечки! Здраво! Погодете што следува. Што следува? Што следува? Се разбира математика. Најубавото. Четврто. Ау, Четврто денеска деление. каков час Ајде да видиме. Ау, дечки, еве презентацијата, дали ќе се отвори, дали ќе се отвори. Ќе се отвори? Да пушта магија. Magic touch. Ајде, Овде? таму да не е. Ајде, наставничка, видиме да не е таму. Еве, тоа е. Одлично. Ама јас пред да почнеме со презентацијата сакам да ме прашам нешто. Што е ова? Тоа е лесно, тоа е лупа. Лупа. Лупата ја користиме во кој предмет? Во... Биологија. Добро, друг. Во... Хемија. Хемија? Ај, не сме во хемија, во хемија Математика, имаме конкрет- математика. Или не? Денеска ќе го употребуваме во математика. Ќе бидеме детективи. Ќе истражуваме. Денеска нешто ќе Вау, истражуваме. Како нашиот детектив. Да, Ау, леле, нашиот детектив колку е да. мистериозен. Е, така е мистериозен и стално ја има лупата вака и Да, Дирка секогаш истражува има лупата. што се случува. Е, така, ние денеска вака ќе истражуваме со лупите. Јас ќе се дезинфицирам на брзина. Да, Сите ајде. ќе дезинфицирам тука да нема проблеми. Дезинфицираш. Ајде, ајде. Ете, готово. И лупите ќе ги дезинфицирам. Добро, Цап, добро, цап, добро, цап, добро. цап. Еве вака. Четврто оделение има една интересна тема по математика, вика дешифрирање, решавање на задачи со множење на едноцифрени броеви. Денес ни тргнало со множење по трето, па четврто и најверојатно така ќе и завршиме. Но, дешифрирање го знаете ви овој збор што значи? Па разоткривање. Разоткривање. Некој А, разоткривање. Откривање, така. дешифрирање, некоја шифра, некоја мистерија, некоја А, загадка. мистерија, така, нешто Така. што се случува. Знаете дека во давнешно време, посебно во Египет, во тоа пирамидите имале символи, така? Да. Да. Е, па, потоа научнициве Пробале да ги дешифрираат за да откријат за да го што откријат другото пишува значење. таму, нели Токму зашто? така. Тие не биле таму напишани чисто така за да бидат украсени зидовите. Да. Нешто требало да се открие таму. Така е. Ама, ние денеска во 21 век, што ли ќе откриваме допрва, кога тоа го откриле? Да, многу работи се откриени. Но не значи дека се уште работи не може Да. да се откријат. Можат. Овој час е многу интересен за овие денови кога сме сите дома, да си направиме една идровна активност, да откриваме пораки. Ајде. Така. Еве прво сакам да се запознаеме што значи поимот дешифрирање. Под поимот дешифрирање подразбираме откривање на некаква скриена порака. Таа може да биде представена со символи, па секој символ да означува некоја буква или некој број. Така. Денес ќе се запознаеме со откривање постапка како да дојдеме до соодветните броеви и да откриеме пораката. Значи, секоја буква од азбуката нас денеска од нашата азбука ќе ни представува еден број кој е производ на два едноцифрени броја. Пак таблица за множење ќе си имаме на помош. И множење потоа да ги видиме броевите на пораката и одозгора да ги замениме со букви. Значи, дали да пробам дали сватив. Значи ние множиме два броја, два едноцифрени броја Така. и добиваме одредена буква. Така? Така. Значи збирот што ќе го добиеме ни представува одредена буква од нашата азбука. Така. Така? Ете, драги гледачи, ете го трикот. Еве го. Забавното е тоа што преку пораките вежбаме и множење на едноцифрени броеви. Еве, овдека ни е напишена целата наша убава азбука предоследно, а до неа си имаме множители. Така е. Ама сега имаме брза математика. Да пробаме, може? Ајде, Сакаш ти или јас? Ајде. Да почнем? ајде, 5 по 2, 10. 10. 3 по 4,
12, 7 по 8. 56, 6 по 7. 42, Така. 8 по 6. 8 по 6, 8 по 6, 48. 38. Така. 3 по 9. Тоа е 27. Браво. Така. 2 по 1. 2. 8 по 8. 8 по 8, 64. 9 по 10. 90. 90. 7 по 2. 12. 6 по 5. 30. 30. 8 по 1. 8. 8. 5 по 6. 30. 2 по 10. 20. 9 по 9. 81. 3 по 7. 21. Така. 2 по 4. 8. 7 по 3. 21. Полека, Марија, па треба и гледачите да видат што правиме и децата да видат. Ние можеби сме брзи, Мораме но да тие се вратиме можеби... малку назад. На другата страна. Оп, пак Упс. ќе ја вратиме. Еве ја. Ето. Ова ми Имаме се уште? појави веќе, тука е клучот. Значи, за да не пробавме, значи децата прво треба да си ја постават. Да. Дома можете и сами деца да си ги напишете азбуката и сами да направите производи на на два едноцифрени броја и тие производи да ви бидат вас важни. А потоа можете да си имате и клуч по кој ќе ги проверувате пораките дали се откриени точно. Да. Така е. Сега, имајќи ги овие броеви, ние треба да откриеме овде една порака за дешифрирање. Ајде. Од добиениве Баш резултати, сега треба да видиме која буква треба да ја ставиме тука. Можеме? Ајде. Ајде, да видиме. Значи, треба да ги видиме Да го претходниот. видиме Да, претходното. ајде. Да се водиме според клучот. Ајде. 6 и 5 беа првите броеви, првите производи што треба да ги побараме тука. Значи 6 и 6. 5. 56, не. 6 и 5. 6 по 5, 30. Така? Тоа е И. Добро. Значи првата буква е И. И. А дали е и? Не. Првата буква е 6 и 5, 6. како одговорите. Да. С. С И О. и С и О. Добро. Еве ова малку да го Запишуваме. Да избришеме. запишувам, сакате? Ајде, Да, ајде. може. Ајде, јас ќе ја избришам таблата. Ете така, за да ја Помогнам. дешифрираме. Да. А јас ќе ги кажувам букви. Одговорите, договорено. Дали е интересно? Да, Многу. одлично. Еве ти тебе една лупа Јас да со лупата ќе откриеш. ги откривам. Значи, Значи, со. О, со и одиме. 15 и 30. Еве, 2 по 2 ќе одиме, може? да. 15 и 30 со мојата лупа магична. 15 ја наоѓам. 15, 15, 15, 15. 15 е Ч и 30 е И. Со Чи, Ч и до него. Ч. значи ги откриваме. Сега имаме 18 и 10. Така. 18 Ајде, и Лука. 10 со Чи. 18, 18, 18, каде? Ево го, со Чи Т. Значи 18 е Т и 10 е А. Со Чита. И јас можам да ја откријам и вака, ама ајде ќе одиме по бројки. Со читање, Ајде. значи ова е моја откритие. 21 и 2. Да проверам. Значи секогаш во математиката е убаво да се Да се провери. направи проверка, тоа е многу важно, Ама да не со се чита- грешиле. Со чита 21, 21 е не то, да, точно. Со читање. Точно, во право сум. Ехеј! Браво за тебе, Елко. Одлично. Со читање 48 и 5. Да видиме. Брзо. Ајде, 48 е Д. Со читање Д. Значи тоа е празно место па Д имаш. Со читање Д. Со читање Д. До. Со читање до. Да видиме. Значи многу сме близко, Марија. Многу сме близко. Ајде. Со читање до 20 и 30. 20 и 30. Брзо. 20 е Л. И 20 и 30 е... И. Со читање до... Ли. Сега имаме 48 и 2. 48 е Д. И 2 е...
2. Ај, каде е 2? 2 е. Значи 48 е Д и 2 е. Со читање до лиде. Така? Да. До лиде. А 24,6. Леле, мораме да откриеме, Марија. 24 е... 6 по 4 ќе бараш. 6 по 4, 24, да. Не можам да откријам, Марија. Не можеш да откриеш? А искористи лупава. Ај, знаеш што? Кога некој агент не може да открие некоја конкретна работа му фали, може би да пробаме со другите работи, па ќе откриеме прва. Грешка е 24. Не, во ред, ќе откриеме, значи 24 ни фали. Да. Сега ќе одиме со една детективска постапка. Ќе ги откриеме другите букви, ќе пробаме да одговориме. Бум, Ајде, бум. ајде. Браво. 6. Одлична стратегија за откривање. Така е. 6 е С. Значи празно место па С. Таа буква ќе откриеме после. С 18 е Т. Да не е Р. 18 е Т. 100% сум сигурен. Не, јас зборам за буквата која ни фали. Не знам тоа, ќе видиме. 56. 56 е В. И 5 е... О. Така е. О. Да? Да. Ајде, Марија, да ја открие со оваа магична лупа која што ја сака да Јас сметам дезинфицирам. дека тоа е буквата Р. Со Браво! читање до лидерство. Со читање до лидерство. Наставнички, Марија, што значи откривме ова? ние сега пораката. Ама, ајде да видиме што значи таа сега. На вистина, што значи наставнички оваа порака? Со читање до лидерство. Што таа всушност нас ни кажува? Како ние можеме да ја протолкуваме и таа да биде корисна за нас? Каква поука ние можеме да извлечеме од оваа? Па јас сметам дека оваа порака, односно ни препорачува да вложуваме во нас. Точно така. Дека ако читаме многу литература, Да. можеме со тоа да станеме лидери во средината и во групата во која што работиме, Така е. во која што учиме, да можеме со тоа со тие стекнати знаења да им помагаме на другарчињата. Токму така, да се осеќаме пред се ние убаво, бидејќи ќе бидеме полни со секакви знаења. Ќе бидеме секакви знаења, ќе имаме благодарение на читањето убав речник со кој можеме лесно да се Токму искажуваме, што Така е. денеска е малку потешко, отпорено, но мислам дека ќе вложиме повеќе труд и секако лидерството како особина ни се јакне, затоа што тука имаме само доверба, можеме да постигнеме, сигурни сме во своите знаења и можеме да и правиме стратегии како да им помогнеме на оние на кои тоа им е потребно. Така Да, е. токму така. И можеме да водиме други по нашиот пат. Ете, гледате ли од една математика кај успеавме да стигнеме денес? Да. Да, навистина е интересно. Математиката не однесе до дешифрирање, не се прошетавме до египетските пирамиди, па стигнахме до македонски јазик, до речникот и поуката која треба да ја извлечеме од еден час. И сето тоа преку математиката. Така Да. е. Така е. Најубавиот предмет кој сметам дека е прекрасен. Напастијата за работа ќе им бидат на децата, значи, драги ученици, врз основа на дадените упатства, значи, сами можете да си ставите на вашите, на азбуката, свој клуч, свој производи и потоа да составите ваква шифрирана порака од која може би ви, братчето, сестричката или па родителите Така. да погодуваат Да. што сте сакале да кажете со оваа ваша реченица и поука. Јас имам една идеја, наставнички. Се Повели, извинувам што ве прекинувам. Ако? Јас имам совет, исто за вас. Да ја направите оваа вежба, но како? Со вашите другарчиња, комуницирајте.
секое другарче на другото другарче нека му спреми една скриена порака. И таа скриена порака тој ќе открие преку математика. Значи направете му ваква вежба и другарчето ќе открие што вие сакате на него да му кажете. Тоа направете го и ќе останете во комуникација и во дружба со вашите другари. Браво, И Лукова, плюс ќе навистина научите одлична математика. идеја. На многу интересен начин да се поттикне другарувањето со другарчињата. Така Благодарам. е. Така. Тоа е за овој час. Благодарам и на вас. Навистина беше Забавувавме. интересен, навистина, да, Се да, надевам да. дека истражувавме, беше интересно. Одлично. Многу А сега беше одиме со интересно. еден мал джингл и ќе продолжиме со следниот час. Кој е повторна математика. Да се поздравиме, Марија. Ајде. Бум, 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 бум.